Кушева. Благодарам. Сакам едно подетално објаснување за овој пат. Имено село Смилјанци е оддалечено од Радовиш 23 километри, а од Подареш 15 километри. Овие 15 километри во неколку фази претходната влада веќе поголем дел од нив има направено асфалт. Меѓутоа, на еден дел има прекин, покасно ќе се навратам зошто е тој прекин, и остануваат сега уште 950 метри за да се изврши до изградба на тој патен правец. Патниот правец Подареш Смилјанци всушност е правец кој што води понатаму и према Берово. Социјалдемократскиот сојуз во нивната изборна програма и во програмата на владата овој патен правец го имат ставено во приоритетните проекти за изградба. Од таму кај што патот се двои према село Смилјанци, некаде околу 3 километри, на другата страна продолжува према Берово. За тие 3 километри, односно 2,7 километри, од преостанати средства од Светска банка, кои што општина Радовиш ги има искористено како кредит за асфалтирање на патот Подареш Калуѓерица, средства кои што останале од тој кредит и дел од општински средства, општината ги пренаменува за асфалтирање на патот од така нареченото место Смилјански мост до селото. Меѓутоа, сега останува прекин од асфалтираниот дел до местото каде што ќе продолжи асфалтирањето со овие средства што ги спомнав, значи во должина од 950 метри, и токму затоа го поднесов и овој амандман за да се направи веќе една целина да се доизгради и овој дел од патот. Спомнав претходно дека на овој пат има направено прекин со причина во асфалтирањето. Зошто? Затоа што сите претходни влади досега на тој неасфалтиран дел од патот се правени физибилити студии за изградба на брана на река Плаваја, која што поминува таму, со цел да се обезбеди и трајно водоснабдување на граѓаните на општина Радовиш и на градот и на општината и на населените места. Знаеме, Радовиш има горлив проблем со водоснабдувањето. Тука да спомнам дека и имам амандман исто така за подобрување на водоснабдувањето, но е малку поназад, не знам дали ќе дојде на ред. И тоа не, бидејќи има средства обезбедено од КФВ банката, не за тоа, туку не за населба Куклевица, за која што средства веќе има обезбедено, меѓутоа за делот од прва урбана заедница, улиците Бел Камен и дел од улицата Ана Поцкова, каде што граѓаните исто така имаат проблеми со водоснабдувањето. Понатаму, исто така имам поднесено амандман и за изградба на брана на реката Плаваја. Таков амандман и колегите од Социјалдемократскиот сојуз од претходните состави и колешката има поднесувано, меѓутоа никако не се најде решение. Јас знам дека од еден годишен буџет реално не е тоа изводливо, но ете да се почне со размислување да се проработи на таа проблематика. На овој патен правец исто така се појавува и свлечиште, бидејќи е рицко-планински терен. Тука поминува и реката. Реката често пати од обилни врнежи надојдува, патот го подкопува, патот е во прекин, често пати и тука е загрозена и безбедноста на луѓето кои што го користат тој пат. Од тие причини исто така имам поднесено амандман, но е по долу, не знам дали ќе дојде на ред, за издвојување на средства за санација на свлечиште на тој патен правец. Но да се задржам. Значи, овој останува 950 метри за асфалтирање,
за асфалтирање и токму од тие причини за да се поврзе делот до каде што е асфалтирано со делот кој што ќе почне да се асфалтира од средствата од Светска банка. Жалам што не се најде на разбирање да се одвојат средства, меѓутоа тоа е тоа. Благодарам.